парламентарна рашомонјада, блокада на законодавниот дом, политички воајеризам. Вака накратко може да се опише домашната политичка сцена. А на меѓународен план, старите главоболки остануваат. По бугарското вето, ново вето. И сега се бара нов исчекор и можност да се деблокира македонскиот пат кон Европската унија. Во издание на Тренинг мој соговорник е поранешен амбасадор. Не така често се појавува на телевизиските екрани, но многу често можете да го прочитате на низ неговите колумни на Дојче Веле. Тоа е Арсим Зеколи, а не Арсен Зеколи, кој за кого многу често знаат и да го преименуваат. Амбасадоре, ви пречи кога некој ќе ви го сгреши името? Тоа ми е навик уште од основно училиште и тоа е согласно на босанската поговорка, можеш ме назвати сакога, ама немој да ме скршиш. Пред 6 месеци реагиравте по новото вето од Бугарија, резигнираноста и разочарување од его. Како емотивна реакција, ни ја заслепува на рационалноста. И денес имаме вето на ветото. Имаме еден тврдокорен триумфализам на Петков и помалку чудна политика македонска во однос на деблокадата на македонскиот пат кон Европската унија. Видете, првиот проблем настана само со преспанскиот договор, но поради директната вклученост на западните дипломати, конкретно и на американците, тој процес се држеше во некои координати, некои правци и се даваше барем привид на преговори, на договори, на тензични моменти, на олеснувања, но со конкретно зададена цел, тоа беше членството во НАТО. И тоа се држеше во едно корито кое беше определено од стартна точка, која беше во времето на Груевски. Забораваме за ангажманот на Дуи тогаш, кој иде во Атина. И таа контрола на процесот од страна на американската или европската дипломатија обезбеди таков успешен епилог, за кој допро ќе видиме дали ќе има и странични последици. Во случајот со договорот со Софија, видите, јас имам завршено основно училиште на македонски и ја уште од тоа време се сеќавам за темата околу Цола Драгојча. И потоа следа сите тие и во 90-тите тензични пораки кон Бугарија, таа дистанца, недоверба се до тоа, па се прелеа до дури во 2004-2005 со фамозната панорама, па некои црни джипови од Бугарија. Па потоа бев исто и дипломат во Виена, имав некои разговори со бугарските колеги. И одеднаш, од една хипертензична состојба со Бугарија, дојдовме во ситуација во која не баре за месец-два, процветаа сите 1000 цветови на пријателство и разбирање. Искрено, не дека има факти, но чисто интуитивно сметам дека нешто не е во ред во таа тој избрзан премин од длабока 50 годишна недоверба во едно братство, единство, пренесено преку односот на Борисов, Заев и Димитров. И бев убеден длабоко во себе си дека ова носи кон некој поголема криза во односите и така и се покажа. Но како што тогаш немаше простор за ентузијазам како што го наметнуваа со секоја средба дека конечно е надминато и се до тоа, така нема место и за оваа депресивна состојба која имаме сега и на катаклизма. Ние пропуштаме да увидиме дека да земеме на емпатична позиција на Бугарија, да разбереме зошто е тој став. Дали може би некои наши поведенија, не на македонците, да се разберем, на македонскиот естаблишмент во последните 20 години придонело кон тоа да Бугарија изгради еден став кон Македонија кој бил нереален. Но не само по нивна вина, туку и по заслуга на начинот на комуникација од наша страна. Го спомна случајот со Панорама хотелот. Потоа го спомна случајот на Каракачанов кој изјави дека македонските политици во кафеаните во Овче купел во Софија се големи бугари, но кога се враќа дома кажуваат што друго. Имаме именување на представник од Македонија кој е во едно семено обкружение познато по тоа на дека јавно се декларира како пробугарски настроен по идентитет. И потоа на крај имаме некаде околу 130.000
граѓани кои потпишуваат дека имаат бугарска самосвест. Ставете се во позиција на Бугарија, како тоа би го разбрале? Какви се тоа сигнали кои доаѓаат од Скопје? Тоа е првиот дел од прашањето, но вториот дел од прашањето е. Ние гледаме дека веќе со недели постои една хајка на черечење, прозивање на западни дипломати, политичари или домашни ликови, зошто употребуваат терминот северно-македонски. И тоа е во ред. Но она што ме чуди е зошто никој досега не превзеде едно прашање, дали навистина сите од тие 130.000 граѓани биле социјални случаи. Бидејќи гледаме дека и дел од нив не се воопшто социјални случаи. Туку се од висок економски сталеж. И тука ми лежи мојата дилема. Зошто никој досега, за овие 3 години криза, не го отвара тоа прашање? И тука се гледа црвливоста на нашата позиција. Не се отвара, бидејќи тие 130.000 граѓани се воедно и потенцијални гласачи на ВМРО, на СДСМ или на ДУИ. Сметате дека политичките елити дома играат на национално-патриотската карта? Постоеше еден период во кој ги обвинував политичките елити. Но после 30 години на вртење во круг, сега предпочитам да почнам да му кажувам на граѓаните, на медиумите, на јавноста. Ние ги толерираме. Ние паѓаме во нивните стапици. Така да тоа од нив го очекувам, дека ќе играат на тие карти. Доброто е што толку се преигра и изнаигра во вртење на истите сценарија со различни промени на улогите, што веќе станува провидно. Но од друга страна, истото она што го забележав за какви сигнали упатуваме до Софија и дали ние самите имаме придонесено кон тоа да они имаат таков став, истото важи за Бугарија, за какви пораки доаѓаат од таму. Видете, ова позиција на Софија кон Македонија и порано имам видено во односот на Албанија кон Македонија или кон Косово или воопшто кон Југославија. И за нас било сосема изненадувачки дека како албанци од Југославија сме знаеле се за Албанија. Но одеднаш се сфативме дека албанците од Албанија и не знаат премногу за Македонија, за Југославија, дека за добар дел од нив Косово било всушност некој градче. Истите тие некои симптоми, далеку помалку, споредно со Албанија, ги гледаме и во однос на Бугарија кон Македонија. Дека некако доаѓа до некој судир на помеѓу тој имагинарен Балкан, што нарече Софија Тодорова, и реалностите кои се имаат изродени како последица на падот на Југославија. И таа нестабилност на политичкиот дискурс на Софија, кој е прикрен со ригидност, може да се гледа низ еволуцијата која минува во последните 3 или 4 години. На едно благо лутање, што всушност бараат во Македонија. И јас ќе се држам да кажам дека всушност они самите не знаат да го дефинираат, но најблиската дефиниција ќе беше она. Дека нивната визура за бугарското прашање во Македонија е обликувана како реплика на српското прашање во Македонија. Во смисла дека независно од тоа дали се во уставот или не се во уставот, или се дефинирани како малцинство, или како народ, како уставотворен народ или државотворен, или сите тие, суштината е дека би сакале всушност да го имаат оној интензитет, длабочина и широчина на реалното или перцептираното српско влијание во Македонија. И тука се раѓа проблем кој ни се јавува циклично. Сите земји од регионот би сакале тоа да го имаат. Албанија беше прва и која прва го разбра. Дека тоа е невозможно. Грција беше поумешна, поитра и можеби гледаше подалеку како да го адаптира тој пристап кон Македонија, бидејќи беше земја членка на НАТО и ЕУ. Следната која свати дека има лимити на тоа ширење и влијание врз Македонија беше Србија. И тоа се случува сега уште од процесот на давање сертификати, па заклучно со автокефалијата. Бугарија е последна која треба да разбере нешто што дури ни ние самите не го
него немаме разбрано. Минатата година имав две колумни, речи се една по друга. Првата беше дека падна владата за минувањето на Заев. А второто беше кога некои неговите соработници исто замина, реков, падна и власта. И ако гледате контекстуално во сите земји членки од Источна Европа, кои стане земји членки на НАТО, во рок од година до две се случували истите процеси. Оно што сакам да го кажам е дека и Србија, и Албанија, и Грција, а сега и Бугарија, треба да расчитат сами со себе си, дека апсолутната ексклузива и прерогатив на власт, не на влада, во Македонија припаѓа на НАТО. Амбасадоре, францускиот предлог за деблокада на македонско-бугарскиот проблем на два начини се протолкува на домашната јавност. Едни велат дека може да се смета како победа со тоа што ќе се остане со придавката македонски, други дека се направило распродажба на националните интереси поради неумешноста на македонската дипломатија предводена од албанецот Бујар Османи. Вака, нема да трошам премногу муабет на актерите, повеќе ме интересира сценаријата. Бидејќи актерите тоа би сакале, да се збори за нива, не за сценаријата. И ако гледаме сценаријата, тогаш конкретно ќе кажам за францускиот предлог е лош. И со тоа ќе се согласат сите. Но има една квачка во тој, закачка во тој договор. Тој не е сам по себе, он е лош единствено ако се гледа сепаратно, како во вакуум. Но проблемот за нас е што тој договор е дериват, што тој предлог од Франција е дериват на договорот од 2017 потпишан од Заев, Димитров, Захариева и Борисов. За да го разбереме ова што сега ни се нуди, треба да разбереме колку е можноста за подобрување на тој договор од тоа време. И за жал, можеме да кажеме дека тој е премногу добар. Но во дадената констелација, како дериват од тој договор, јас сум склонен да верувам дека да бидеме внимателни со тоа дали е толку лош, бидејќи може да предизвикаме компарација да се понуди нешто уште полошо. А тоа го кажувам бидејќи контекстот што се развива во последниве 10 години не ми дава право да верувам дека идеме кон полесни состојби за решавање на споровите, дека идеме кон покомплицирани. Ние не сакаме да збориме за тоа, но знаете, пред 3 години прашањето на идентитетските спорови беше абсурд. Но денеска тој е дел од мејнстримот во Европа, наметнат од страна на Русија кон Украина. Можеме да трошиме време сега да секако го осудуваме тој пристап и на секој начин. Но таа нишка која иде кон се подоле и подоле, кон отварање на тие затворени прашања е евидентна. И јас сум навистина воодушевен од оптимизмот на луѓето кои така лесно кажуваат не го прифаќаме. Видете во таа понуда има таа дефиниција дека сето наведено во овој договор не подразбира дека бугарите го признаваат македонскиот јазик. На тој начин, некој го кажам. И кај нас тој е веднаш интерпретирано како негација. Но всушност тоа е 50, како ги гледаме она пола чаша празна или пола чаша полна со вода. Но всушност кога ќе постудено, посмирно ќе гледате таа констатација, тогаш може да се каже дека не подразбира, ама тоа и веќе далеку, многу подалеку од она вообичаеното негирање на македонскиот идентитет. Тоа е деликатноста и финесата на дипломатија, посебно на француската. Но она што одека ме фрапира е очекувањето дека Европа и Франција и Германија и Америка ќе донесат со нож ќе пресечат, Дамоклов меч ќе пресечат јазолот и ќе решат. Дали тоа ние би го направиле во некој спор помеѓу Руанда и Уганда? Во било која друга земја. Тоа е наивно да се очекува.
Зошто они би влегле во таков конфликт заради нас, кога ние самите не би влегле во таков конфликт за некои други случувања. Но промената која ми се чини дека сакаа да ја наметнат од Европа, од САД и од Париз и од Берлин, да биде од негативен позитивизам, да направи на таква конструција, кон позитивен негативизам. Да се смени матрицата, за да се бутка процесот малку понатаму, да не запре. Ама никој одека не сака да каже, од оваа групација кои велат нема преговори, нема ништо, корења ќе јадеме. Дали се свесни што порачуваат? Леснотијата на тоа не ќеме. Ја слушаме од таа естаблишментска каста, на која ништо не и фали, која не се сели и не бара работа надвор од земјата. Но дали они ќе сносат последица кога тие тој број на 130.000 граѓани ќе се дуплира? И кој ќе сноси одговорност? Амбасадоре, оваа последна ваша констатација ми го наметнува прашањето дали ние всушност сакаме реално во Европската унија? Како сакаме да влеземе и под какви услови? Граѓаните сакаат. И знаете, единствените реални гласови за тоа дека сакаме во Европска унија се на обичните граѓани. Ве уверувам дека естаблишментот и власта и опозицијата не сака. Па може да го зборуваат што сакаат. Кој ги направи сите пречки кон Европска унија последниве 20 години? Митко и Филип, Асан и Дурмиш и Африм? Кој? Не, имаат имиња. Гледате која што се случува сега. Тие луѓе кои 20 години го цицаа буџетот на Македонија и на Европска унија, ширејќи проевропски дух, прозападен дух, денеска се првенци на антиевропскиот дух, бидејќи го осеќаат промената на курсот. И мене ќе ми биде жал ако граѓаните паднат на таа игра. Тоа би било грешка за нив. Јас сум убеден дека граѓаните сакаат. Што би можело да биде компромисното решение? Од кое може да се извлечеме од ова кал? Кога барате гаранции за нешто како што представителот Педаровски или Димитров го бараат, да имате една на ум. Ние сме допрва доаѓаме на крај на 5-годишниот тајминг, договор со Грција за спроведување на договорот од Нивица. Допрва доаѓаме. Никој не сега од нас да збориме како ќе го спроведуваме тоа овдека. Тие обврски што ги превземавме. И никој не сека да ја види корелацијата дека ако застојуваме во имплементација на ветеното од Нивица, тоа ќе биде прво што ќе иде на конто на Бугарија, со кој ќе потврди теза дека тие не сакаат, тие ветуваат, тие потпишуваат. Но се до тоа се празни зборови. Во реалноста сака да го задржат истото како што е. И јас сум фрапиран од таа поедноставеност. Ја гледам како во претходното МНР, така и во сегашното, да сите овие прашања кои се есенцијално политички, нон-стоп се замаглуваат со протоколи, со вокабулари, со дефиниции, а нешта да се секогаш многу едноставни. Нашиот проблем, и тука е најслабата алка на овој министр за надворешни работи, што не направи ништо да смени цементираната перцепција за Македонија како земја која ветува, но не и се верува на збор. Поштовани следите интервју со поранешниот македонски амбасадор Арсим Зеколи и колумнист на Дојче Веле. Амбасадоре, домашните проблеми очигледно многу поатрактивни се за публиката кога ги следите овие примитивистичко вулгаристички сцени во собранието. Кој е вашиот прв коментар? Апсолутно мене не ми пречат. Мене повеќе ми иритираат седници со верглање на било што. И дури кога ќе дојде до некои вакви полемики и трзавици, и тоа го гледам на некој вид на диалог. Зошто? Пак ќе ви кажам пример со Бугарија. Зошто Бугарија во овие 3 години е поуспешна од Македонија? Конкретен пример. Пред 3 години да прашавме било кого на улица, кој е Каракачанов, Захариева, Радев, Петков,
не знам, стамбулиски, не ги знам веќе, никој немаше да знае. Имаше зид. Но денеска сета политичка сцена на Бугарија дел од нашиот вокабулар внатрешен. Понекогаш односите помеѓу луѓето и помеѓу народите, помеѓу партиите се градат не само преку таа посакувана позитивистичка салонска дискусија, понекогаш и тоа е начин. И кавгата е диалог. Се додека нема да премине во насилство. Сцената што беше, да, беше непријатна бидејќи беше на раб на насилство. Но другите караници, кажал Талат Джафери, кажал Мицковски, кажал третиот, кажал четвртиот, не ме потресуваат и не ме вознемируваат. Зошто? Бидејќи, разберете, имаме умртвена политичката сцена. И самите партии кои имаат умртвено таа сцена, а со тоа и вниманието на јавноста, сега бараат начини како да го привлечат тоа внимание. Амбасадори, во вашите понекогаш саркастично цинични колумни знаевте да напишете Ахмети му успеа од Шај да направи Заев, а Заев успеа од Македонија да направи Муртино. Ние сме една голема паланка во која имаме влада и влада во сенка. Оно што всушност денес го имаме како зачеток или сме веќе во средина на тоа, дека имаме конфликт на културите. И тоа го гледате зошто токму го пример на Заев и на Али Ахмети. Видите, ова се луѓе кои никогаш во живот не им текнало да отидат до соло на концерт на Пинк Флойд. Или во Загреб на концерт на Франц Фердинанд. Или во Белград на Black Rebel Motorcycle Club. Не припаѓаат на тој свет. Не припаѓал ниту Бранко Црвенковски, ниту Никола Груевски, а за жал не припаѓа сега ни Зједни села и Христијан Мицковски. Ние немаме од онаа култура која постоеше на почетокот на 80-тите, што се нарекуваше нов бран. Ова е политичкиот естаблишмент секаде низ Балканот. Од Бојко Борисов, до Радев, до Вучиќ, до Вулин, до Еди Рама, со исклучок на Албин Курти. И ќе ви кажам и зошто. Тоа се сите почетоците на тој фолк културен кој се започна на Балканот. Нема да навлегувам кои причини биле, дали тука биле и службите и седото. Но, она што е евидентно сега, дека колку и да имаат караници, ментално, културолошки, Заев и Ахмети припаѓаат на истата матрица. Додете го и Борисов, додете го и Еди Рама, додете го и Вучиќ. И ја добивате сцената од она со Драган Бјелогрлич, идемо радимо, со нож во заби, ражањ со теле или прасе, певалка и хаос во кафана. Тоа е милјето. Тоа е културолошкото милје. И сега ќе ве подсетам споредите кога тоа со 90-тите. Па ние не сме знаеле, но тогаш сме имале една интелектуална класа која можела да се носи со Европската унија. Може да се согласуваме со нив, да не се допаѓаат нивни ставови, или не, но сме го имале некој Коле Чашуле стариот, Гане Тодоровски стариот. Ние не сме знали дека тие биле пријатели со еден Али Подримија, дека сме имале врвни ликови од поезија, од култура кои знаеле да се караат и знаеле да разговараат. Овие не знаат да се караат меѓу себе, они знаат само да се договараат. Тоа е тој кванташки систем на демократија кој го имаат воспоставен. И затоа да, човекот од Муртино културолошки припаѓа на Заез. Исто оној од Заез припаѓа на Муртино. И затоа тие заедно ќе се склучат во Охрид и кога ќе дојдат Александар Вучиќ, ќе дојде Еди Рама, ќе дојде Али Ахмети, ќе дојде Ковачевски и се разбираат, затоа што припаѓаат на тој кафана демагогија, демократија. Ви благодарам за издвоеното време и за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше поранешниот амбасадор и долгогодишен колумнист Арсим Зеколи.